Со марш поширок со како ученици, наставници, граѓани, представници од невладините организации од повеќе образовни центри го одбележаа 3 декември, меѓународниот ден на лицата со пречки во развојот. Овој марш се организира по 6-ти пат по иницијатива на Лајонс клубот Кабадај од Битола. Овој не е единствен ден кој што ние се дружиме со овие деца и не треба да бидат заборавени да се спомнуваат само на овој ден, бидејќи знаеме често да ги посетиме во нивниот центар, да се дружиме за новогодишните празници и така натаму, бидејќи ние сме сите исто, ова е наш свет, не е нивен свет, не е наш свет, така да ние понатаму продолжуваме да се бориме за правата на овие деца и рамноправно во општеството. Ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби, кој што е со седиште во Скопје, исто така го подржа маршот со цел што повеќе да се подигне јавната свест за што поголемо вклучување на лицата со посебни потреби во општествените сфери. За разлика од минатото сме отидени еден чекор понапред во однос на прифатеноста на овие лица од другите луѓе во општеството, меѓутоа она што најповеќе имаат потреба родителите со цел да стигнеме до едно, да речам, приближно ниво до другите европски и светски држави е измена и дополнување на одредени законски акти. А секако тука значи слух треба да има општината, државата и представниците на државните институции. Невладиниот сектор според Налевска постојано им помага на родителите и на децата кои се соочуваат со различен хендикеп, но има одредени законски акти кои се под надлежност на државните институции. Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат родителите, тоа се финансиските средства. Тие живеат во специфични услови, значи родителите се секојдневно обтоварени со голем број надавачки, значи сепак ќе речам дека финансиската страна е најнеопходна за овие деца. Ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби пред извесен период реализира средба со владини представници на кои им беше доставена листа на конкретни барања и измени. Некои од барањата беа покачување на посебниот додаток, измена на законот за работни односи, право на туѓа нега.